Несудениот побратим, а суден креатор на најбезобразните негаторски акти, кога било донесени, си прави умствени екскурзии во однос на македонската политичка траекторија. Негова проценка сега е дека фатила правец кон Москва, што се разбира нема врска со реалноста за разлика од полтронското лигавење, кога е на чекор од вистинските братија. Нещата ни върват добре, а тука виждате в областта на енергетиката, поне още няколко години трябва да поддържаме руските самолети, които са в изтребителната авиация, докато дойдат новите. Няма да се плашите, нали? Сме сила голяма. Ништо поарен не е ни новиот лидер на антимакедонизмот. Тој дури си признава дека е фактор X за односите со Кремљ, укажувајќи дека треба да си колоквијално кажано не токму, за да не сакаш да бидеш во прегратката на Путин. Няма нормален български гражданин, тръцам на нормален български гражданин, който да смята руската страна за някакъв враг на България или опонент, дори да кажем в някакъв по-малък и мек степ, и някакъв мек смисъл, но няма как друга политическа сила да успее да договори каквито и да било отношения с Русия. Единствените, които можем да нормализираме връзките, сме ние. За разлика од нив, лидерот на групацијата која толку е задлабочена во копањето по корените, не само што не може да се протне низ парламентарната дупка, туку толку ги има извалкано рацете што служи за подсмев на јавната сцена. Осомничен дека упатувал нацистички поздрав, тој јасно упатува дека помалку има проблем и со бојата на кожата. Тя е архивна снимка, вие ще кажете от кога е. Какво правите на нея? Това е преди много години, благодаря ви за нея. Викате си такси в гората. Този поздрав, който е в ръката ми в момента, се използва от движението "Черните животи има значение". Виждате, че преди 20 години съм бил модерен. И от 1980-та се използва от белите супермасисти. Също така, които изповядват превъзходството на бялата раса. Споделяте тази тенденция, споделяте това движение, каузата на това движение? На черните животи има значение? Да. Не. Защо? Не. Сепак, може би се работи за мокен човек со потенцијал да придонесе за каузата со својот ангажман во Европскиот парламент, штом некои домашни политичари, според тврдењето на нивните доскорешни апологети, сега тврди опоненти, се обидувале да вршат меко цензурирање на неговите манифестации. Ми стига порака да ме линк од текстов и да замолам ако може ова да се тргне. Ова не може да се тргне, затоа што е џамбаски. Не, ама знаеш, он е европратеник, сега ни треба таму преку него работиме заедно. Србија не е толку влијателна во европски рамки, па може би затоа не се прават обиди да се забрани, туку се дозволува на македонско тло, по повод националниот празник на заедницата. Говори да држат ултрашовинисти, творци на паравоени формации, подржувачи на воени злосторници, кои јавно ја негираат не само нацијата, туку и македонската држава. Svetosavskom besedom obratit će nam se književnik, kolumnista i publicista gospodin Dragoslav Bokan. Čitava istorija moderne Makedonije je neka vrsta artificijalne operacije, konstrukta, nečega što nije baš najjasnije definisano. Ni crkveno, ni narodno, ni državno. Priča o Makedoniji je priča o jednom veštačkom konstruktu, kao što je bila Jugoslavija. I svi veštački konstrukti se raspadaju. И на крајот, песна и стихови за климакс на прославата. Обидите на некаков вештачки начин да бидат избришани се невозможни. Нотите од Белград се сепак природни и незаборавни.